Почитувани, добар ден. Јас свикувам седницата на Комисијата на економски развој на Советот на општина Битола. Согласно член 38 од Статутот на општина Битола, свикувам седница на Комисијата за економски развој на Советот на општина Битола на 26.4.2022 година, вторник, во 13 часот со предлог на следниот дневен ред. Под број 1, програма за измена и дополнување на програмата за економски развој на општина Битола за 2022 година. Имаме само една точка на дневен ред. Дали ја ставам на гласање? Кој е за овој дневен ред? Не, прво дневниот ред. Кој е за? Добро, 4 сме за. Имаме представник од општина Битола и давам збор да ја образложи точката. Повелете. Благодарам. Значи, поединечно ќе одам јас по секоја точка од програмава. Значи, во прилог број 1, подреден број 5, односно реден број 6, пардон, се намалува ставката од 300.000 денари на 0, затоа што беше предвидено кога се правила програмата во 12 месец, дека мостот кај Безистинот ќе биде проектирање една фаза како јавна набавка и изведба како втора фаза. Меѓутоа, за да забрзаме постапката, двете постапки ги направивме во една, проектирање и изведба, затоа ова ставка се намалува за 300.000 денари, односно е 0. Под точка 10, геодетски елаборати, значи услугите од геодетските фирми, односно од геодетската фирма што ќе биде на тендер, ќе се зголемат уште за 200.000 денари, тоа го очекуваме затоа што имаме доста објекти за запишување во општина Битола што не били запишани и исто така и поголема активност околу изработка на ажурирани подлоги и таква документација која ќе ни помогне за побрза изработка на проектната документација. Подреден број 39, која се однесува на улицата 8 септември, кај што имавме предвидено само 230.000 за улично осветлување. Значи сега зголемуваме ставката уште за 400.000, од причина што тој проект таму, каков што е, не соодействува со потребите за добивање на одобрение за градба, односно за реконструкција, така да ги зголемуваме овие фази за коловоз, атмосферска и водовод за уште 400.000 денари. Под точка 55, која се однесува на за зградата за противпожарна единица во Арама, го намалуваме за 1 милион денари, затоа сметаме дека во првичната изработка на програмата е голема ставка дадена за проектирање, затоа што било планирано дека таа зграда треба под ДУП 5+4 да биде, уствари реално нема да биде 5+4, ќе биде 5+1, така да затоа го намалуваме 1 милион денари. Исто така, 74 ставка, основниот проект за изработка на стационар за бездомни животни. Значи, овде ќе имаме донација за изработка на оваа документација, затоа ја намалуваме ставката на 0 денари. Исто така, истото се однесува и на ставка 83, проект за грејење во спортската сала Борис Чурлевски, исто така проектирањето ќе го обезбедиме со донација. Ставка 91, значи број 91 од програмата, проект за реконструкција на улици во Кременица. Планираме да изработиме реконструкција околу 200.000 денари.
ставка, односно број 92, ревизија на проектна документација, 600.000 денари додаваме, затоа што во претходната програма воопшто немаше ставено ревизија, односно ревизијата може да биде во исто време и со проектирањето, а може да биде и посебна јавна набавка. Така да тие проекти што се распишани, односно тие тендери што се распишани со проектирање и со ревизија, ќе си одат по таа ставка заедно со проектирањето. Меѓутоа, како посебна ставка немавме, а ќе се појават такви проекти и мораме да ја предвидиме и ова ставка за ревизија. Точка 93. Под болницата Плодност има нов детален план. Треба да се направи улица, пристап од долната страна на болницата, за да се растерети сообраќајот околу оваа болница. Значи се предвидува изградба на коловоз, односно проектирање за изградба на коловоз, атмосферска канализација и улично осветлување во вредност од 229.500. Исто така планираме да започнеме почетна фаза за изработка на урбанистичка проектна документација, односно проект за инфраструктура од терминалот до Жабени за поставување на гасификација. И последната точка е 95. Предвидовме 300.000 денари за реконструкција и адаптација на објектот на општинскиот изборна комисија, тоа е старата општина што е на улица Кирил и Методи. 300.000 денари. И во прилог број 2 имаме промена на ставкава. Подреден број 2, кај што ни е кофинансирање, намалуваме ставката за 761.000 денари 980 за проектот Green Mobility. Накратко, тоа е околу измените на оваа програма, прави измени оваа година и тоа е. Благодарам. Ви благодарам на вашето излагање и давам збор на колегите советници, доколку има некој нешто да праша. Повелете, колега Корлевски. Ајде, ќе одиме со ред. Значи, мостот на река Драгор безистен. Одземате 300.000 денари. Добро. А викате во 10-та точка геодетски лаборати, каде што ќе додадете 800.000 денари според програмата. Значи, колку ќе додадете за мостот, колку ќе одземите? Значи, мостот беше предвиден со 300.000 денари за проектирање, односно изработка на проектна документација за реконструкција на мостот. Тоа беше во програмата, а за да ја забрзаме постапката, објавивме тендер проектирање и изведба на реконструкцијата, која покрива ова ставка од 300.000 денари, така да нема потреба да се финансира од оваа програма, се финансира од програмата што е во комуналното деление. Така да ова ставка отпаѓа, шеската. А во однос на програмата за односно изработка на геодетски лаборати, односно услуги од геодетска фирма, ја зголемуваме од 800.000 на 1.000.000 денари за 200.000. Беше претходно 800, сега е уште 200 милион. Затоа што очекуваме да имаме доста... Овие 300.000 денари од безистено, кај ќе ги однесите сега? Значи, ако ја имате видено добро прилог број 1, Добро. на крајот во предпоследниот ред пиши вкупно, значи колку е сега вкупно измената во секоја ставка. Значи првата ставка е за изработка на проектна документација, првиот ред, односно колона, е за изработка на проектна документација за коловоз, вториот е за канализација, третиот е за водовод, четвртиот за улично и има една предпоследна ставка кај што вика вкупно и имаме последна ставка кај што било планирано за 2022 година. Така да овде при порамнувањето и префрлањето од една во друга ставка разлика има 293.500. Добро. Така да во ова наша програма сега што правиме, да речеме измените, значи ни фалат уште 293.500. Значи колку што е планирано за мостот, така? Па ајде да речеме отприлика Ајде толку, речеме да, отприлика, да, добро. да.
Добро, да И тие видиме. ги надополнуваме од програма 2. Од програма 2 ги надополнуваме тие 300.000 што ни фалат, 290.500. Добро. Практично ништо не менуваме. Разликата е 300.000 денари, 293.000 денари, колку што било планирано, толку само ги префрламе средствата од едно во друго, затоа што се случуваат работи што сме ги планирале, па не сме можеле да ги направиме, или па некои нови сознанија што имаме, па да ги направиме. Така, по точка 39, улично осветлување за 8 септември до ГУП Горно Оризари. Значи, овде имаме намалување за 230.000 денари. Не, зголемување имаме. Зголемуваме за 230.000. Од планираните 400.000. Значи, од планираните 230.000, 400.000 имаме зголемување. 8 септември е од Лукойл до излезот на градот, кај што немаме проектна документација, односно имаме некаква проектна документација за која што не може да извадиме одобрение за градба, ќе мора да се апдейтира. Тука спаѓа коловоз, водовод, како што реков, и канализација. Добро. Осветлувањето беше 230.000 веќе предвидено, да. Затоа што некој рачунал дека проектите ќе бидат окей, меѓутоа не се тие. Тие се стари проекти и мора да се апдейтират. Овде име точка 55. Зградата за противпожарна единица 5+4 беше презентирана сега 5+1. Зошто е така? Него местото, местоположбата, Види, по деталниот потребата. план, да, по деталниот план некој така напишал дека треба да е 5+4. Са противпожарна станица со 4 спрата нема таква, јас мислам со 4 спрата. Така да 5+1 најверојатно ќе би и сите што ги гледаме и најверојатно проектот што е веќе во идена фаза, што се работи, ќе би 5+1. Така да нема потреба толка голема површина. Така затоа го намалуваме на 1 милион денари. Така. Иначе таа квадратура е, мислам, огромна предвидена, ама по-детален некој така испланирал и така ја представил дека толку ќе кошта проектирањето. Ми тоа реално нема потреба 5+4 да види, затоа што на еден дел имаш гаражи, па немаш потреба, значи 4 спрата горе. Тоа е. Апсолутно. Точка 74. Основен проект за изградба на стационар. Овој ќе ни биде, како што рековте, донација. 336.000 денари предвидени. Проектот ќе ни го донира, имате информација кој? Проектот ќе помини, донацијата ќе помини на Совет. Добро. Ќе помини, тогаш ќе видите донација, кој шо како. Локација имаме така сет, или се ова е почеток? Значи, Локација имаме, да. Да, локација има. Кај ќе биде, ако може, ако имате информација? Во земјоделското училиште. Земјоделско. Добро. Одиме за проектот 83 точка. Проект грејање спортска сала Борис Чурлевски. Намалуваме 500.000 денари. И ова ќе биде донација, така? Рековте? Да. Меѓународна, домашна... Па и тоа ќе видите кој е. Јас не можам да ви кажам кој е донација. Важно ќе биде донација и затоа се тргнати средствата. Која ќе биде фирмата, И тоа. во моментот не можам да ви кажам. Не која е. имате. За тоа ме интересира. Да. Да прашам. Ревизијата и уште една беше 93 точка. Проект за изградба на улица за паркинг и плодност. Добро. Пошто 229.500, пак 229.500, шо правиме тука, значи. Иста ситуација имаме, мислам која е измената околу тука. Значи нова ставка е ова скроз, немаме. Нова ставка, да. За плодност е нова ставка. Да. Втора работа, 94 точка урбанистички проект за инфраструктура за, рековте, за За гасификација. гасификација од терминалот до Жабени. Спрема Жабени, да. Спрема Жабени. Да. Значи, гасификацијата е Карамани Долно Оризари. Значи, сега од терминалот, кај ќе извадите таа гасификација? Има таму газ кај терминалот? Значи имаме проект, значи по улица Индустријска, од млекарата, по улица Индустријска, во правец на терминалот. Таа е улица Индустријска што ќе ја пробиеме и кај што ќе е главниот соберен колектор. И ќе дојдеме до терминалот. Веќе имаме проектна документација за тоа. Вие поклопена со новиот, бидејќи пред... Односно има урбанистичка документација.
за тоа. Така, бидејќи пред 5 дена не бевте присутен тука и од општината представници, знаете дека се реконструира патот од терминалот до Битола и автопатското решение го представија тука веќе завршениот проект. Ви се поклопува, имате сознанија, знаете дека е исто, не е исто, ќе можете да градите, тие ќе имат проблем, ние ќе имаме проблем. Прашањето на што се однесува конкретно ти? Па ако правиме инфраструктура од терминалот Џабин, кај што ќе почне автопатско решение, кој ќе е во постапка и во јули месец ќе започне со изградба, и ќе трае 3 години, дали се поклопуваат тие работи? Имате информација, бидејќи некни беа тука од Министерството и за транспорт и врски, животна средина и од државни патишти го презентираа проектот. Не бев присутен на тој, дали од терминалот према Жабин оди, тоа не знам. Може има крак, од тој крак према Жабин, према терминалот. Меѓутоа сигурно е далеко од терминалот тој автопатско решение. Може да има крак. Добро, не, само прашам дали имате информација. Немам информација, јас точно кај бев, не бев присутен на состанокот, меѓутоа претпоставувам дека тоа е далеку од терминалот за кој што зборуваме. Терминалот е на патот за Кравари. Така. Да. И сега дали тој одовде према него ќе оди или ќе оди директно према... Не, бидејќи прво почнува реконструкцијата на патот од Битола до терминалот. Значи тој е еден пат, а друг е автопатското решение што ќе поминува низ Новац и Логоварди до Долно Ризари, па ќе се приклучува кон Прилеп и така натаму. Значи сега кога ќе се копа, дали ќе бидеме спремни ние да изведиме оваа гасоводна мрежа која што веќе вие имате планирано како ново решение. Ние сега зборуваме за проектна документација, не викаме да копаме. Значи програмата е за проектна документација од терминалот према Жабени. Урбанистичка планска документација. Немаме ни основен проект, немаме ни копање, немаме, значи урбанистички, дали ќе оди према тоа што го кажувате вие, или према Кравари ќе оди под патот, ќе го следи патот према Грција, тоа не можам се во Не, додека се реконструира патот, реков дали ќе почне со работа. А патот веќе сме во фаза на изработена проектна документација за тој индустријски половина и ќе почне се реконструира тој. Другата половина што е ќе оди во друга фаза. За сега имаме поделени се фази. Добро, благодарам, толку од мене. А овој што е автопатското е далеко, мислам, од овој цел простор за што правиме ние муавет. Ви благодарам. Дали има некој друг прашање? Добро. Ја заклучувам точката Програма за измена и дополнување на програмата за економски развој на општина Битола за 2022 година. Истата ја ставам на гласање. Кој е за? 2 за. Кој е воздржан? 2 воздржани. Против? Нема. Констатирам дека дневниот ред е исцрпен и денешната комисија завршува. Благодарам.